Граѓани, почитувани медиуми, дозволете ми најнапред да го изразам моето големо задоволство што сум домаќин на министерот за надворешни работи на пријателска Турција, министерот Чавушоглу. Драг Мевљут, добре дојде. Ние се видовме во јануари по повод мојата посета на Анкара, имавме една средба на маргините на НАТО министерскиот состанок во април во Вашингтон. Нашите односи се многу блиски. Убаво е што денес еден заеднички ритуал и традиција направивме, испивме еден филџан кафе утрово. Една турска поговорка вели кафето, пиењето кафе со пријател се памети 40 години. И јас сум убеден дека кога се пие кафе со пријател, тоа го прави пријателството уште по-долговечно. Ќе бидам краток, само две пораки и се разбира ќе имаме прашања и одговори. Прво сакам да го изразам нашето големо благодарам на Турција за ратификацијата на пристапниот протокол за нашето членство во НАТО. Како што му кажав на Мевљут, тоа не менува ништо суштински, бидејќи ние сме сојузници уште од првиот ден на нашата независност, но сега и формално, како скоро идна членка на Алијансата, ќе станеме и во таа смисла сојузници со пријателска Турција. Тоа е мојата прва порака. Второ, сакам да се заблагодарам на Мевљут лично, на Министерството за надворешни работи на Турција и на агенцијата ТИКА, бидејќи меморандумот за разбирање што го подпишавме во јануари во Анкара, даде веднаш резултат. Сакам да се благодарам и на луѓето во МНР што работеа на тој проект. Тоа е проект за дигитализација на дипломатскиот архив во Министерството, со помош на хардверот и софтверот, што го обезбедивме преку ова пријателство, поддршка и ТИКА, која што мислам дека има веќе околу 900 проекти и во вредност околу од 100 милиони долари. И со помош на овој проект имаме сега систем каде дипломатскиот архив на Министерството за надворешни работи ќе биде многу попристапно, ќе можеме полесно да наоѓаме документи и така натаму, ќе биде веројатно подобно достапно и за научни истражувачи. Во секој случај една важна работа сега ја отворивме. Отприлика 2 години повторно се наоѓам во Македонија и морам да истакнам дека сум особено среќен поради тоа. Во јануари месец со многу ценетиот мој пријател Никола Димитров при неивната посета во Анкара. Сега ние и возвраќаме со нашата посета, особено сме честни представува. Им благодарам на мојот пријател Никола и на Министерството и на протоколот за топлиот пречек. Денес и вчера вечер при нашите средби ги вреднувавме нашите билатерални односи, имаме одлични политички односи. Ние сме природни сојузници, но сега веќе и во НАТО на официјално ќе бидеме сојузници. Јас истакнав пред малку и на средбата, всушност Македонија уште пред да биде поканета во НАТО, ние имавме природно сојузништво и во сите официјални документи на НАТО, каде што се спомнуваше Македонија, Турција беше истакнато дека ја познава земјата со уставното име. И во понатамошниот процес нашата поддршка ќе продолжи. Големото национално собрание на Турција го ратификуваше протоколот за членство на НАТО пред мојата посета и затоа сме особено среќни. Би сакал преку оваа прилика да им заблагодарам на председателот на собранието и на пратениците. Поради изборите имавме одолго влекување, меѓутоа сега веќе овој процес е завршен. Откако ќе заврши процесот и во другите земји, се надеваме дека Македонија официјално веќе ќе биде членка на НАТО и на
НАТО и наш официјален сојузник. Македонија и западно-балканските земји, нивната интеграција во НАТО е од суштинско значење за регионот. Се надевам дека Македонија во најскоро време, во октомври месец, ќе ги започне и преговорите за членство во Европска Унија. Ние и овој процес многу моќно го поддржуваме и покрај тоа што не сме членка на Европска Унија. И кога ги анализираме нашите билатерални односи, билатерален трговски обем континуирано расте. Имаме зголемување на овој трговски обем, но ни треба уште малку да се потрудиме за да стигнеме до нашата цел од 1 милијарда долари. Во Македонија актуелно има близу 100 турски компании. Кога ги анализираме компаниите, навистина сите се поголемиот дел од нив се едни од најмоćните компании на Турција. И им благодарам за поддршката која им се дава на турските компании во Македонија. И економските цели на Македонија, заедно со придонесот на нашите компании, ќе да дадеме нашата максимална поддршка во оваа насока. Пред малку беше истакнат проектот на ТИКА, навистина и во оваа насока. И при соработката на меѓу министерствата со ова се зајакна нашата соработка и мислам дека е на достојно ниво помеѓу кој заличува на две пријателски братски земји. Дигитализацијата на архивот навистина е потреба во денешницата и се надевам дека и за научните истражувачи ќе даде ќе овозможи една сериозна прилика. Од друга страна, ТИКА во низ цела Македонија има реализирано над 900 проекти. И од аспект на развојот на Македонија го покажува придонесот кој го даваме за развојот на Македонија, без да направиме било каква дискриминација. Во сите региони на Македонија досега реализиравме проекти во вредност од 100 милиони долари. Исто така тука го имаме институтот Юнус Емре и турската фондација Маариф. Во сите области, во областа на културата, образованието, сакаме да ги зајакнеме нашите односи и во Македонија ни представува среќа што и Македонија ги споделува нашите сензибилности. Ги разговаравме регионалните теми, состојбата во Сирија ја евалуиравме, разговаравме што може да се направи во борбата против тероризмот. Вчера имавме комеморативен настан по повод предавничкиот обид за преврат. Учествував и во Турција на комеморативно настани и во Скопје. По 15 јули кукавичкиот обид за преврат, Македонија и народот на Македонија даде значајна поддршка за Република Турција и се солидаризираше за Турција. Тоа нема шанси да го заборавиме како држава и како народ, но оваа терористичка организација ФЕТО не представува закана само за Турција, туку за повеќе од 160 земји на светот каде што се инфилтрирани и во Македонија постојат. Борбата против оваа терористичка организација не е од значајност само за Турција од аспект на солидарност, но исто така е значајно за безбедноста на Македонија и за стабилноста на Македонија и на другите земји каде што се присутни. Оваа терористичка организација не е сама, добива поддршка од надвор, така да кон Македонија и останатите пријателски земји представува закана. Сега одредени земји вршат притисок, но во иднина кога Македонија или другите наши пријателски земји ќе се соочуваат со потешкоти, повторно Турција ќе дојде да на помош, така да очекуваме конкретни чекори во насока во темава на ФЕТО од нашата пријателска Македонија. Сакаме да го завршиме ова и да се фокусираме на позитивна агенда и да го зајакнеме нашето пријателство, соработка и солидарност. Почитуваниот председател Ердоган исто така има одлучен став околу оваа тема и во текот на оваа година почитуваниот председател ќе организираме заеднички средбата на председателот на Турција. Нашите председатели се сретнаа во Сараево и исто нашиот почитуван председател уште еднаш го потврди посетата во Македонија, додека тајмингот и подготовките околу оваа посета заедно со мојот пријател Никола ние ќе ги организираме и таа посета ќе биде достојна, сакаме да биде успешна и достојна за пријателските односи помеѓу двете пријателски земји. Ви благодарам многу.